mi-a i dade sila da stanat sinovi Božji so naslednici. Pesen je paklo što velikom životom, balpunina ona objava. Ja sam dobri od kazni i ljubav mozite, nijedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, to je celá ta suština. Tatko, v ime to, da mu veliš na Bog tatko. Tatko, Bog je nekoj dalečen tamo. Tatko je, знаете, татко koji создал все. Татко на сите. Татко на љубовта која никогаш не престанува. Бог е љубов и кој пребива. И тоа е таа суштина, како да пребиваш. Пребива во него, пребива во љубовта. Да пребиваш во љубовта која никогаш не престанува и која е единствената вечна. Сето друго е минливо и променливо. И ние запознавме една жена овде во Потреба, во Егејскиот брег. Те молам твојот мир, твојата сила да слезе овде, да ги освести луѓето и политичарите, да се љубат едни со други, да не негираат народи. Например, како македонците кои се пишани овде. Да ги отвориме границите, да не ставаат граници во човечкото срце. Граници, граник, поделба. Бидејќи така излегуваш од законот на љубовта, цел народ. И целиот народ го водите во проклетство. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам. Значи, сретнавме една жена и објаснувам дека од една деноминација, дека татко е повисока категорија. И веднаш го примени, почна вика татичко, тате. Вчера имавме друга состојба, ни покажува еден проблем кој го има телесен. И јас си го кажувам искуствениот момент на кој ме научил Светиот Дух, кој живее во моето срце и он ги снима овие завети. Еве скоро ќе дојдеме до 500-тиот завет. Он зборува низ мене. Вие ако ги отворите срцата, ќе го сетите тој мир. Мирот свој ви го давам. Знаете. И вели ме праше го таткото зошто сум болна да се покажам, а покајана сум ме вели. Дајте ти мисла дека се покајани, спасени, крстени, крстена во вода, крстена во духот, земела благодарствена вечера и готово. А сепак има нешто што треба да се поправа. Се молевме вчера, завчера. Го има тој момент на знаеш стихови, си направил нешто и си спасен, кој те ограничува, не ти дозволува да дојдеш до позицијата јас не сум достоен, за да може да дојде силата и славата и царството во твоето срце, во моето срце. Се молиме за политичарите на Македонскиот полуостров, да не ги негираат македонците, да ги отворат границите. Еве, јас ние им простуваме што ги убивале, ги раселиле. На сите страни. Дури и во духовниот свет. Како исцелуваше Исус. Ете, тие се тие текстови кои слегуваат за да се исполни тоа дека Он ги врши делата, Он зборува. Јас не дојдов да ја вршам својата волја, вели Исус, туку неговата. И јас денеска не сум дојден тука, не сум паднат овде или слезен да ја вршам мојата волја, туку неговата. Како исцелуваше и кого исцелуваше Исус, зошто не си исцелен?
Apostol Pavle ima trn, neli, Satanin во образот, за да биде слаб и да биде силен. Кого исцелуваше и зошто? Зошто исцелуваше Исус? И што е тоа исцелување? Исцелувам, целувам, свет целив. Свет целив да го возлюбиш Исус, да го бакнеш со сета своја душа, со сиот разум, со сето срце. И овие текстови се меѓу духовното и телесното и некогаш не можеш да разбереш. Оздравување, што е тоа? Ослободување. Спознајте ја вистината. Исус познае го. Се уште ли не си ме познал, Филипе? Ја позна Адам жената и придоби 2 сина. Да познаеш некого. Ако ме влюбите, ме возлюбите, ќе дојдеме со Отецот, вели Исус. Оживување во дух. Оживување. Помирување со Отецот и давање власт на Исус и Отецот врз тебе. Врз мене и врз тебе. Кому му припаѓаш ти? Верувај во себе, велат тие. Во себе, во материјата, во калта. Матеј 8:1-4. Лепрозен се приближува, се поклонува и говори кон Исус. Лепрозен, змиска кожа, чеда на змијата, змијата исфрла својата кожа и пак си враќа новата кожа, старата кожа. Ние зборуваме да се облечеш во бело, во Исус, во дух. Лепрозен се приближува, се поклонува и говори кон Исус. Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. 8:2 Матеј. Исус ја пружа раката, го допира и му вели: сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. Исус секогаш сака да те исцели. А зошто не се исцелуваш? Па затоа што си излезен од законот на љубовта. И ако си направил грев против Светиот Дух, мораш да го отплатиш тоа. Си знаел дека има Бог, Господ, но сепак си погрешил. Јас ќе направам сега вака. Тоа мора да се отплати, значи го имаме тој пример, постојано го повторувам. Давид го убива Урија, спие со неговата жена. Првото дете од жената на Урија умира. Иако тој се молеше и постеше, значи знаеше за Господ и погреши. Второто дете од жената на Урија е Соломон и го гради храмот. И тие велат: Господ е евреин. Видете, тој е еден народ кој бил тука да го изнесе сето она. Можел да го истрпи тоа. И сега, во таа возгордеаност дека се посебни над сите, го распна Исус. Потоа имаш друг народ, македонците, кои го негирате овде на Македонскиот полуостров. Сонував еден човек, македонец. Македонец кој ме молеше и ми велеше: дојди. Македонец е човек кој моли и вели. И сега, одиме понатаму, сакам, очисти се. Тој сака да се очистиш, но ти не си простил. Осудуваш, не му ја даваш власта, да се покајат, не си се покајал. И велам сега вчера на ова сотрудничка, што е во потреба, ногата и отечена. Ама треба да се покаеш на некој грев. Ама јас сум покајана, ми вели. И они мислат дека еднаш покајан за секогаш. Секој ден ќе се покајуваш. И кажувам пример, кога нешто ме боли, застанувам пред мојот татко. И му велам: татко, јас сум твојот син, во името на Исус, покажи ми што да покајам. И ќе ми го покаже греот и веднаш исчезнува симптомот. Сатанин трн. Исус ја пружа раката. Сатанин трн против сатанското во тебе, да го боцка сатаната во тебе. Исус ја пружи раката, го допира, сакам, очисти се. Тој веднаш се очисти, гледај никому да не кажеш. И оди покажи му се на свештеникот. Тоа е обврската која ти ја имаш. Обврска да сведочиш на свештеникот и принеси дар, како што заповедал Мојсеј, ним за сведоштво, дека се исцелува. Зошто тие немаат мог да исцелуваат, интересен момент. Значи, голема една телесна земна црква, традиционална народна религија, нападна друга црква која се веде по еден друг човек, кој пред 400 години направил реформација. Нема демони, има демони, го нападна, а после се повлеко, бидејќи тој е регистриран како црква од земните судови. Ние зборуваме за духовна регистрација во срцата во Исус. Значи, сведоштво за ним, свештеници кои не исцелуваат. Чии свештеници се тие ако не исцелуваат? Добро прашање. Се приближи, значи се поклонува и говори: ако сакаш, кон Исус, и принеси дар за сведоштво. Во друг препер се вели: клекна на колена, 8:5-13. Видите, тоа се состојби. Клекна, се приближи,
ако сакаш, дар за сведо што. Ние имавме случај човек од подалек од една друга република. Се молевме, се исцели, имаше потешка болест на главата. Го гледам потоа оди по телесни храмови, не дојде да каже слава ти Исусе, да ни се заблагодари. Било што се случило. Знаете, неблагодарност, по благослов сме спасени, така е. Но треба да принесеш дар на свештеникот. Што значи тоа? Па не да му даваш пари или било што. Дар си ти. Милост сакам. Милост сакам. Имаш ли милост? Кој нема милост, милост за него во судот ќе нема милост. Но друг случај ќе нема милост. Стотник му пристапува на Исус, значи началник, може да биде водач на црква, заедница држава, го моли за исцелување на слуга парализиран од болки. Друг моли за друг. Например, председател на држава, кога тој би молел заедно со сотрудници, би имало напредок во државата. Затоа си поставен ти да ја водиш државата и на телесно ниво, а не да крадеш, ладеш и да го лажеш и да го продаваш македонскиот народ. Ти тогаш цел народ го водиш во проклет. Друг моли за друг, значи стотникот за слуга. Исус му вели, ќе дојдам и ќе го излекувам. Еден ден Исус ќе дојде кај сите и ќе ви излекува. Само ти ќе поминеш низ циклусот на прочистување низ оган. А стотникот му одговара, не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Ете го тој момент, не сум достоен. И тогаш има отчитување, потврдување, материализација. Но кажи само збор. Ти знаеш дека зборот е меч на духот и исцелува. И слугата мој ќе оздрави. Исус му одговара. Им одговара на сите. Вистина ви велам, кажи само збор, ти веруваш во тој збор. Поверува и затоа зборува. Али сете, имаме вчера сотрудничка, збори. Значи 80% на збор. Еднаш се развикав првиот ден, сега не ќе, пак на крај се развикав. Ами кажав како да се брани. Јас само можам 3 реченици да кажам таа зборува. Не може да прими кога зборуваш, цитира, зборува, кажува. Не можеш да го слушнеш Божиот глас што ти збори. Зборува за духот е посреди нас. Духот. Кој дух? Ти треба да замолкнеш, тој да зборува. Ти зборуваш и велиш дека духот. Исус им одговора, но сите вистина ви велам, ниту во Израел не најдов Израел толкава вера. Значи Израел се тие што знаат за Бог. Во друго место има вера. И тие веќе стануваат рутински. И Исус си вели, оди, нека ти биде според верата. И слугата негов тој час оздраве. И ти веруваш дека ќе го исцелиш. И ние се застапуваме да се молиме за цела заедница. Те молам за целата заедница сотрудници. Исцелување во дух, душа и тело. Ама вели нека ти биде според верата. И ние имавме случај пред една недела, бевме таму долу исто во Егејско. Една жена која беше на работ, отидовме за еден ден, манде доби во духот и кажа неколку работи за да поверува, не повика се молевме, силно имаше материализација, отчитување, потврдување. Повраќаше, плачеше, липаше, го изводи детето надвор, јас се молев од надвор. Потоа рече како нов човек. Нов човек, проблесна лицето до вечерта и после рече, не, јас не сум за овде, јас ќе се вратам во мојата вера, во нивната црква, во нивната синагога. Ќе ве тепаат во нивните синагоги. Евреи кои не се евреи, сатанска синагога, подразбира христијани кои не се христијани. Знаете, значи пристапување, молитва за подчинет, не сум достоен, верува во жив Исусов збор и оздравување. Матеј 26, 27-28. Зошто сте плашливи маловерни? Друг случај, тие се во бура, овде дува ветер. Потоа стана Исус, не заседна, им заповеда на ветровите и на морето и настана голема тишина. Значи има бура. Бура во морето има. Бура. Во душата твоја има бура. И во срцето. Ветровите и морето му се покоруваат. И тебе може да ти се покори се. Само ако му ја дадеш власта на Исус. Ако му се предадеш во собственост, го повторувам ова постојано, не знам дали го разбираат, и сотрудниците и сите.
Ти не си припаѓаш веќе на себе. Вашите тела му припаѓаат на Бог, на Отецот. Вие не си припаѓате сами на себе. Тоа е целата суштина. Целата суштина е тоа. Тогаш ти му ја даваш власта и примаш власт. Ако сум во неговата власт и владение, имам власт над нив. Ви давам власт да газите на змии и на скорпи и ништо нема да ви напакости. И лав и змеј ќе убиваш и змија отровница ќе фаќаш и ништо нема да ви напи. Нешто отровно да испиеш, нема ништо да ви се случи. Видете, тоа е тој момент. Тоа е тој момент. Ако непријателот надојде како река, ти ќе го изгониш. Ќе направиш огнен штит околу мене за твоја слава и ангели му служат. Ти си покорен на Бог. Матеј 8:28-34. Исус изгони демони од двајца бесомачени од бес. Им дозволува да влезат во свињите. Видите, тој принцип го повторувам. Штом ти си болен, ти си се уште свиња. Нема грешка овде, човеку. Ти мислиш дека Бог греши, дека ти си во право. Ти ја си викам да се покаеш, таа ми вели, покајана сум јас. Еднаш за секогаш спасен, покајан, крстен, не знам што уште направен, дарови на дух имаш, накитен, како новогодишна елка. Но кога ќе помине новата година, бидејќи елката е накитена, искорната е, не е калемена на лозата, ќе се исуши, како смоквата. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Свиња е човек кој се враќа во калта. Ја исцеливме женава, тоест, двајца, ќе видиме сега тој случај, и таа се врати. А не сум јас. Свиња, значи на навиката. Исус главното обвинување, и ова го повторувам често, во Синедрионот пред да го распни го беше, ој сака да не ги земе обредите, ритуалите, традициите, ние ги имаме Мојсе и пророците. Тие ги имаат Мојсе и пророците, овие ги имаат Кирил и Методи, Свети Климент, Апостолска црква, другите ги имаат нивните светци, Богородици и сето тоа. Третите го имаат Мартин Лутер Кинг и сите неосновачи. Сите имаат по некого, а дали го имаш Исуса, синко, во срцето твое, бегај од нив, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Матеј 9:1-8, кај Исус донесуваат, го носат други со вера. Го носат. Фатен во постела. Фатен. Исус ја гледа нивната вера на носителите и го исцелува. Фатен. Еве ние, двајца со Манде, ја донесовме женава. Фатена беше скроз. Готова беше на работно самоубиство. Исповрати, направи, плачеше, липаше, се освежи. До вечерта викаше Исус и после рече, не сум јас за ова. Јас ќе си се вратам на нивната вера, нашата црква, нашата вера. Тоа е, например, македонска традиционална религија, народна од неолитот, античка Македонија, е овде во Дион до денес истите, влезени во христијанството преку цар Константин. Потоа на соборот во Никеја изгласано да се слави Богородица дека е Бог. Тоа е човечка одлука, овде не пишува така. И ќе пројдеме пак натаму. Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои 9:2, значи гревовите треба да се простат за да се исцелиш. Значи велам на жената, ама јас сум покајана сум. Секој ден се покајам, прости ми за секој грев, за секоја мисла. Кога не го носам шлемот на спасението, секоја мисла да е покорна на Исус. Гревовите се болести во телото, та да се покајат и да ги исцелам. Пишано е. Та да се покајат со очите, не гледаат со ушите, не слушаат со срцето да разберат. Они само повторуваат, цитира. 90% зборува таа. Ето тоа ќе се наполниш со цитати, со товари. Потоа не можеш да дојдеш до Исус. Ти мислиш дека знаеш, дека си спасен, дека си крстен, дека си се покајал, дека си над другите. Сосема спротивно е. Не сум достоен да се наречам. Ни врвките да му ги одврзам. Апостол, вели апостол Павле. Една друга сестра, со која бевме во една црква која е завладеана од Мамон и другите мракобесници, поднебесни сили на злото, му кажува, значи не озборува, а потоа пак ти прави муавет. Демек, јас сум сакал да бидам пастор. Не. Јас сум само слуга.
на Исус Христос и не сум достоен сотрудник кој сака да работи. Бидејќи тој ја воздигна, ја подигна, ја управува оваа заедница сотрудници, имаме глуви, слушни, кој варира меѓу 30, 40, 50 луѓе и подолу. Значи, луѓето не остануваат кај нас, да се заседни, да седиш и толку, член си на заедницата. Зборуваме за менување, тој што не сака да се промени. Кога ќе се соберете вие и мојот дух, духот го изгонува. Знаете, јас сум сам, ајде, старешина, некој мора да ја води заедницата. Началникот Јаир прииде, му се поклонува и моли. Прииди, кон Исус се поклони и моли да ја оживее неговата само што умрена ќерка. Исус тргна по Јаир, прииде, се поклони и моли. Пази, умрена е. Тој има вера дека ќе ја оживее Исус, инаку не би се молел. А тие велат, не молете се за мртвите. Се молам за се. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, кои мислат дека се мртви, ама Јаир не прифаќа. Јаир прииде, пасете го моментот. Му се поклони и моли. Ќерката е умрена. Тој се моли за умрен. Сега што правиме? И ќе речете не. И таа ми вели, готово за умрен не треба да се моли. Кој е умрен кога смртта е победна? Првата смрт, втората смрт, третата смрт. Кога ти конечно ќе умреш. Исус тргна по Јаир и исцели една 12 годишни болна од крвотечение жена која се допре. Пазите тој момент, само да се допрам ќе се исцелам. Степен на вера, само да се допрам. Тап, се допре и се исцели. Исус и вели 9:21 Матеј, не плаши се, ќерко. Во љубовта страв нема. Верата твоја те спаси. Верата твоја те спаси. И оздрави жената во тој час. Верата спасува, ама ти веруваш во мислите само. Со срцето да разберат. И степенот да се предадеш во негова собственост, да умре стариот човек, никој не го прави. Ретко. Бидејќи не ги учат тоа, сосема спротивно ги учат дека не треба ништо да правиш. Ајде за оние други незаедници кои се народно-македонска култура, православната, например, и католичката. Католиците си препишале, само си ставиле своји светци, се од античка Македонија, од Дион овде, светиот град на македонците. Протестантите пак делови од Светото писмо им даваат акцентирање и за тоа, едните за саботата, другите за бањата, третите за духот, четвртите. Пазете, а не ги разликуваш духовите, не можеш да видиш како е тој процес да бидеш крстен. Да раскрстиш треба со стариот, да се крстиш во Исус. Значи, вика се крсти во Исус и не отстапува. Не отстапуваш, го отвараш срцето, Он те води, примаш дух и го прославуваш Царството Божие во тебе. Исус е кај Јаир, ги испуди надвор оние кои не верува. Надвор. Така ќе биде и во заедницата, во сотрудниците, заминуваат тие што не веруваат. Или одиш во друго место, пиеш од таму, јадеш од таму, затворен, па се враќаш овде, па пак таму, па пак ваму, па пак таму. Исус ти дава да се нахраниш овде, да пораснеш. И мисля дека со слушање на проповедници ќе напредуваш. Еве имам неколку луѓе слушаат еден добар проповедник, по кој можам да речам дека сме тука некаде во духот. И ништо од нив. Во пораз се. Имам една друга, ги слуша сега моиве. Била сегде и таа. И тие биле секаде. Секаде слушал една наполници. Треба да се очистиш од тоа. Ново вино се става во нови мевови. Треба да го фрлиш стариот мев. Ги испуди сите што не верува и им рече, девојката не е умрена, туку спие. Ете го степен на верба. А ти викаш да не се молиш за мртвите. Па еве Исус се моли. Ја фати девојката за рака, фати се за неговата рака и таа стана. Матеј 9:27-37. Фати се за раката кој ќе ја пружи Исус и не се пуштај. Двајца слепи тргнаа по Исус и викаа. Слепи се, а тргнаа по Исус. Пазете го овој момент. Духовно слепи или физички. Кој ќе турне слеп човек од патот? Кој ќе турне слеп човек од патот? Проклет да е. Слеп е духовно. Смилувајни се, сине Давидов. Потоа во куќи придоа до него. Видите, ако се во физичка куќа или внатре во срцето му приде. Исус е се присутен. Ти што мислиш треба да го бараш таму и таму? Во црквата нивна бил духот.
по зградата. И гледам дека и оваа женава не разликува, иако не е од тие народните религиозни деноминации. Дека зграда, а вика, вие немате зграда. Зграда имаме, живи камења сме ние во Исусовата црква. Живи камења. Исус ги праша, верувате ли дека можам да го направам тоа? Веруваш ли ти дека Исус може да те исцели? Па зошто седиш болен? Застани пред Исус и чекај да ти покаже што. Потоа ќе биде тоа незначително или ќе исчезне. Да, Господи. Се допре до нив и им рече нека ви биде според верата. Според верата бидува. Тоа е целата суштина. Како ти да бидеш според верата? Да видиме колку сум направил. Гледајте никој да не дознае. И тие разгласија за него по целата околина. 9, 35, 38. Видете, ти имаш обврска да сведочиш, дар да однесеш. Не заборавајте го тоа. Во 10:1 Исус ни дава власт над учениците, над нечистите духови, да ги изгонуваме и да лекуваме секаква болест и немоќ. Пазете сега. Исус оди по сите градови, проучува по нивните синагоги, го проповеда евангелието за царството и лекува секаква болест и немоќ. И ти дава и тебе власт. Имаш ли ти власт? Немаш власт. Зошто немаш власт? Зашто не си му ја дал власта врз себе? Зашто припадноста не си ја сменил? Зашто не си сотрудник кој сакаш да работиш за царството Божје, мислиш дека си спасен? Не дојдов да донесам мир, Исус. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Тоа треба да го научиш. Слава ти, Господи Исусе Христе. Меч на духот, Матеј 10:34. Живо слово, жив здив на земјата. Свет дух од устата твоја за името Исусово. Слава на Исуса. Откровение 19. Тој суди честно и справедливо, состојбата во која се наоѓаш си ја заслужил. Слава на Бога, славете го Отецот. Бог, значи, да се радуваме и да се веселиме, Откровение 19, и да му благодариме на Бог, зашто дојде свадбата на јагнето. Ние зборуваме за веселба и свадба. Црквата е невестата, како слика, јагнето е младоженецот, треба да го познаеш Исус. Блазе си на оние кои се поканети на свадбата. Имаме едни кои не дојдоа на свадбата. Јас клекнав пред ангелот. Јован тој му вели, стани, и јас сум Божји служител како што си и ти. И јас сум слуга. Зошто денеска вие славите други, освен Исуса? Пазете, само на Бог поклонувај му се, слава ти, Господи Исусе Христе. Потоа небото се отвори, се појави бел конј. Конјаникот е верен и вистинит. Тој е справедлив кога суди или војува. Неговата правда, не твојата. Очите му светат како огнен пламен. На главата носи многубројни круни. Името му беше напишано, но тамо тој знае што значи тоа име. Конјаникот носеше облека натопена со крв. Тој е познат под името Божји збор. Божји збор кој оживеа во твоето срце е конјаникот. Исус во тебе, и тогаш го победуваш светот и го вадиш мечот на духот. Од устата му излегуваше остар меч. Ете го мечот на духот, со кој ќе ги порази неверните народи. И ние зборуваме, ја вчера викнав пак, да, пиш тама. Не викнав јас духот. Па застани, бре, жено, да ти пренесам уште нешто од духот што сака да ти каже. Она бамбара, бумбара, бамбара, бумбара, бамбара, бумбара. Од устата му излегуваше остар меч, слава ти Исусе, со кој ги порази неверните народи, тој ќе владее над нив со железен скиптар, жезол. Ќе го изгази грозијето во касата на зоврениот гнев на семокниот Бог. На неговата облека беше запишано цар над царевите, господар над господарите. На кокина настапувам често, им кажувам молитви од Светото писмо. Некој тамо, веројатно из провокатор, не нарекува со некој име, што има во врска Исус со кокино. Па цар над царевите. Тие што ги славите земните ваши, па и во заедниците.
Господар над господарите. Ова се е од него и за него создадено. Преку него се држи. Го избришав, немам некогаш, може би требаше да му пуштам некои книги. Значи, потоа го видов зверот како ги собира владетелите на земјата и нивните војски. Тие се негови послушници против коњаникот на белиот конј. Зверот беше заробен, со него лажниот пророк кој правеше чуда. Значи, откровение е пишувано во духовно време, нема минато, сегашност и иднина. Значи, зборува дека ова веќе извршено. Лажниот пророк кој правеше чуда во служба над зверот и ги заведуваше сите оние што имаа белек над зверот. Пазете да не го немате тој. И се поклонуваа пред неговата икона. Се поклонуваш и пред икона. На друго место вели биста. На трето место вели пред ликот над зверот. Што е тоа ликот над зверот, бистата икона? Се она на кое ти му се поклонуваш. Пред Исус. Обајцата беа живи фрлени во огнено езеро. Живи. Живи. Разбирате ли вие што е жив, што е мртов? Мртов си кога немаш дух, полно со запален сулфур, и сега тие мислат, љубовта е оган кој не гасне. Капината што не гори. Останатите од војската над зверот, сите овие други, беа убиени со мечот. И тоа е слика. Убиен. Што излегуваше од устата на белиот конј, коњаникот. Со здивот од устата, со духот Божји. Дај духос на антички македонски јазик, зборот. Заменската форма на зборот е дај духос, да дадеш дух. Слава ти, Господи Исусе Христе, што слегува Твојот мир и Твојата сила овде, во Грција, Егејска Македонија, во Бугарија, Пиринска Македонија, во Албанија, кај што има секаде, во Србија, на целиот македонски полуостров. Те молам да слезе Твојата сила. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и сите демони што се нафрлили на омраза и непризнавање на политичарите на македонскиот полуостров. Ги изгонувам сите демонски сили кои ги тераат на омраза, кои тераат брат против брат да излегат од законот на љубовта. Ја прославувам Твојата победа во македонскава земја и на секаде на македонскиот полуостров. Твојата љубов да владее, мирот, силата Исусова. Го отварам срцето и повикувам кон Тебе, покажи ми што да покајам, да бидам исцелен. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Сакам да бидам син Божји кога го води Духот Божји, ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Христосе, Те љубам, Господи Исусе Христе, останувам во Твојот мир и во Твојата љубов. Те љубам, Исусе, и уште повеќе ќе Те љубам. Едно кученце отиде тука. Арахмас саламан дирахан дарај, пред мене, зад мене, низ мене, околу мене. Исус насекаде во земјата, од земјата до небесата. Те сакаме, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе Те љубиме. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус, Исусе и само Исусе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, раскрстувам со сето зло во мојот живот. Го отварам срцето, се крстам во Исус, го предавам својот живот во Твоја собственост и го прославувам Царството Божјо во мене, низ мене, околу мене. Аррахмасам, и му припаѓам, собственик сум на семокниот Бог. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници.